Ах, море домакине, што те најде? Домаќинка, моето се видело тука, ај. Штом јас легнав и залегнав, толку е веќе од мене, толку. Немој, татко. Немој така да зборуваш. Ке заздравиш и ке заборавиме на ова дека било. О, ќерко, мојот век помина. Туку сега вие гледајте да си живеете и да се почитувате и сложени да бидете. Да. Јана, Менка и Ленка, сакам да ви кажам нешто. Ако вие не сте асли, вистински сестри, сакам да се почитувате и да си помагате и во добро, и во зло. Така е, татко, не бери гајле. Да не се грижиш, домакине. Додека сум јас жива, тие три ќе се сложуваат. Добро, домаќинке, сега сакам да те замолам нешто. Да излезете вие, сакам на Јана, на ќерка ми, да ја кажам нешто. Борете, домакине. Ајде. Ајде, Менка, Ленка, ајде со мене. Ние ќе ја наместиме масата. Ева, ќерко, ева, седни овде до татко. Ева да ти кажам тебе нешто. Седни тука. Така, седни убаво. Добро. Слушај, ќерко, јас чувствувам дека мене ми се ближи крајот. Ама, татко. Те молам вака сега. Јас кога ќе заминам на оној свет, сакам да ме памтиш и да ја паметиш твојата мајка, покојна, ќерко. Немој да ме оставаш, татко. Слушај сега, сакам да си живееш со Роза и со незините ќерки и да си помагат и во добро, и во зло. Не плачи. Немој да плачеш, ќерко. Јас нема да заминам на оној свет. Јас душа нема да испуштам се додека тебе не те видам среќна, ќерко. Еве ти вето. Леј, опа. Тука. Така. Ами зашто останаа сами? Боре, тој цело богатство да не сака да ги остави на она. Богатство. Нешто голтар вода во очи нема. Јас не знам ни зашто го видов за маш. Еми, зашто останаа сами? Виде, бре. Може би сака да се прости од ќерка му. Што сакаат да га прават? Мамо, ами ако умре Дино, може ние и Јана да ја набркаме од нашата одеја? Да. Мајко, многу е тесно во куќава. 3 спиеме во една одаја. Навечер не седише. Знам, мајче. Та, Јана, има да лета, ама само и тоа во визбата. Чекаме само Димо да умре. Така, дори мајче! Не, сестро, ќе ми се ослободи одајата. Виде, колку убаво месо, во. Мамо, јас би зела 3 пати повеќе уште, ама нема! Доста мори само гнетеш. Доста ти да не те сгнета. Доста се карате. Вие веќе ручате, а? Ние веќе ручатме. Ајде сега ти да ја собереш масава. Добро, ќе ја соберам. Само прво нешто да подкаснам и јас. Нема ти што да подкаснеш. Не гледаш дека се е изедено? Собери ја масата и внимавај каде ги тресеш трошките. Нема надвор да си ги тресала. Знаеш дека се плашам од птици се собираат. Добро. Ќе ја соберам масата. Прво ќе ја соберам масата, па после ќе подкаснам малку лепи сол. Така може. Не треба овде да го тресам чаршавот. Ке се соберат птици да ги колуват трошките, а Менка се плаши од птици. Толкава мома, а се плаши од врапчиња. Туку да појдам горе на ридот. Таму ќе го истресам. Таман ќе си ја проветрам малку главата.
Кај е ова? Сакам шејкер за кафево, ме мрзи да станам. Кој знае кај има фатено? Мора учим да фати да не се врати. Најдобро. Туку да ви кажам. Се најави утре да ни дојде на кафе Раде. Раде чорбаджијата? Раде, личниот Раде. Е тој, личниот чорбаджијата Раде ќе ни дојде утре на кафе. Леле, срцето ќе ме стрепи. Леле, мајко, тој бара жена да се ожени, леле, мене ке ме земе. Мене ќе ме земе. Мене ке ме земе. Мене ќе ме земе. Доста двете. Чекајте малку. Навистина е така. Раде оди низ селово и си бара невеста. И ме праша за вас две и за Јана. Ама, ние незе утре ќе ја испратиме на чешма. Да, на чешма. Море во друго носело да ја пратиме. Незе не смее да ја види. Не, никако. Е така, а мајка вас утре ќе ме нацрви, ќе ме дотера да ви бидете убави кога ќе ни дојде Раде. На здравје кафето. Кај си, Марити? Бев на ридот да го истресам чаршавот и видов една јаболкница. И во чаршавот собрав јаболка. Ајде, оди сега донеси шеќер за кафето. Ќе донесам. Само да седнам малку да починам и да каснам едно јаболче, оти сум прегладнета. Нема да каснеш ти јаболче. Кај? Имам 6. 2 за мене, 2 за Менка, 2 за Ленка. За тебе нема. Или од нашето сакаш да јадеш, а? Не. Ајде, оди донеси ми шејкер, ето туку стои тука. И ајде, ви е доста. Ајде, доста. Ајде да се испостите малку за Раде. Волете. Јас сум Витка. Не, ти си Витка, ама ќе те свиткам. Ајма и доста, затоа мене ке ме земе. Мене ќе ме земе. Мене ке ме Мене ќе ме Ке ме земе. земе, мене. Добра ноќ, татко. Да ми одмориш убаво и да оздравиш што побрзо. Оти не ми мириса наарно работава. Јаболката. Значи не ги изеле. Па да земам јас едно да си каснам. Оти од пуста стрв ги сонував ноќеска. Што правиш? Што е да каснам едно јаболко? Како да каснеш јаболко? Ти глува ли беше вчера кога јас ти реков дека овие јаболка се за нас, а? Ама вие не сте ги изеле? Па што ако не сме ги изеле? Ајде сега да одиш на чешмата да донесеш вода. Ке појдам само да јадам нешто. Гладна сум, од вчера не сум јадена ништо. Нема време за јадење. Оди донеси вода, ми треба за кафе. Ама мајко има 5 стомни полни со вода. Слушај, а ти не туку би ги брои имало, немало. Станој и оди да донесеш вода. И овој пат ќе донесеш 10 стомни со вода. Ама како 10 стомни? Како ќе ги донесам? Нека дојдат Ленка и Менка со мене. Ако треба, ќе одиш 5 пати натаму наваму, додека ги донесеш стомните. Јасно? Е така. Ама како, мајко? Нека дојдат Ленка и Менка. Наеднаш ќе се донесеме. Пак таа Ленка, Менка. Имаат работа, Ленка и Менка дома. Ти ќе одиш и ти ќе ги донесеш. Ме разбра? А после од кога ќе ги донесеш? Парталите ќе си ги собереш и право во визбата. Во тоа одајче нема веќе место за 3 моми. Ајде, тргнувај. Ајде, мрдај, побрзо. Пуста јас. Што
ме знајде. Ќе му кажам на татко. Ама ако му кажам, пусти од тој болен. Ако му кажам да тоа ми прават, ќе се разболе уште повеќе. Марина, мајка, Мари. Убавици, Мари, убавици. Кој ерген не би сакал да ме земе? Мајко, колку е сатот? Да не иде? А нема и че рано е. Јана, кај? На вистина, каде ја испрати? Како што се договоривме, на чешма. Море да се удави. Море да се скамени таму до чешмата. Знаете што сакаше? Да ни земе јаболко. Видете ни јаболко? Дебела една, ќе ми ги јаде јаболката. Море, јаболко. Среќата јаболко да й се стори. Да. Среќата јаболко да ја биде. Колку убаво кажавте. Среќата да и биде колку едно јаболко. Мајко, да едно огледало да се видам каква сум. Не се гледа, јас те гледам, грда си ко чевел. Тимори, јас тебе те гледам, ти како креденец со руменило си. Јас како креде? Сега ќе ти покажам. Доста, пушти. Доста се карате. Брзо да се намести. Сега ќе дојде тој ќе ме... Чекай да ме наместам. Застани. Уште 3 пати да се вратам и ќе можам сите да ги однесам дома. Ајде. Како ми легна кафето? На здравје, чорбаджираде. Чичко Димо немаше една керка? Има керка Димо. Ама таа се омажи одамна, во друго село е. Да, не одамна ја нема тука. Со што да те послужиме друго чорбаджираде? Ај остани на ручек, јас го правев. Јас го правев. Не, јас го правев. Јас го правев. Јас го правев. Двете го правеа, чорбаджираде. Фала ви. Не сум многу за седење. Зошто? Еве едно јаболко ќе земам. Колку е сладко. Јас го берев. Јас ги берев. Не, јас ги берев. Јас ги Јас ги берев. Што? Двете ги бере, чорбаджираде. Епа, добро, јас тогаш да кинисам. Ама поседи си, чорбаджираде, да си помуабетиш со Ленка и со Немка. Морам да поминам и во други куки. Денес. Епа, пријатно. 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 Епа да те допретам јас. Да те допретам. Ами, да те прашам нешто, чорбаджираде. Кажи, Роза. Ами, тебе моите керки не те бендисуваат, што модиш и понатаму по селото да си бараш невеста? Бре, Роза, ако е вистина, ги вендисувам. Еми? Епа, многу ми се приврзани некако една со друга. Заедно ручек прават, заедно јаболка берат, се заедно прават. А јас двете да ги земам не можем. А пак да ги разделам не сакам. Чорбаджираде, ти мајтап си играш со мене и со моите керки? Не, Розо, никако. Не, а? Ај сега да си одиш и да не се враќаш веќе. Нели ќе ме допратеше? Море, ајде таму. Море, лоши моми. Добро си излеков некако. Како да се случува нешто со мене?
Јаболко. Душата ми изгоре за јаболко, а тоа како мене да ме чека. Ке си го сокријам сега и подоцна ке си го изедам во визбата. Па мое си било, мене ме чекало. Тука ајде да појдам да го видам татко. Керко, дојде ли? Кај си цел ден, а? Бе вода да наполнам, татко. Сакаш водичка да се напиеш? Како не, душето ми изгоре, Керко, ќе се напијам туку. Од утрина никој нема влезено во одаа. Па, едно време како да ми се слушнаа некои гласови надвор, ама не знам. Не, татко, немаше никој. Како немаше, Керко? Машки глас слушнав јас. Татко, од болеста ти се заматил умот. Водичка да се напиеш. Ќе се напијам, Керко, стави ја овдека. Од тебе водичка, секако туку. Сполај ти, Керко, сакав да те прашам. Дали си ти среќна, Керко, а како живееш? Како се слагаш со твоите сестри, а? Со Менка и со Ленка. Арно е, татко, арно е. Керко, сигурно, а? Ај погледни ме да те видам. Керко, во своја куќа, ти вака млада, здрава и убава, мора да видиш среќна. Среќна сум, татко. Сигурно. Керко, знаеш јас тебе што ти реков. Се додека тебе не те видам среќна, јас душа нема да испуштам, така да знаеш. Па ако е така, татко, тогаш јас ќе си бидам несреќна, само ти да не испушташ душа. Не може така, Керко. Не. Немој така да ми правиш. Ох, Керко, ела да те прегарна. Ела, ле. Ти реков, јас душа нема да испуштам додека тебе не те видам среќна. Керко мој. Пуста јас, што дочекав во куќата на татко, да нема место за мене. Јаболкото. Јас го заборавив. Него ќе го каснам. Немој. Што? Кој зборува? Како да слушнав некој машки глас. И јас побудалев како татко. Не си спобудалела. Што? Кој зборува? Изгледа се мрднав од умот. Јас сум. Јаболкото. Што е работава? Ти си? Јаболко? Ти ли ми зборуваш? Да, јас сум. Мајтап некој си игра со мене. Каде сте сокриени? Ова се сигурно Ленка и Менка. Не, убава девојко. Јас сум. Јаболкото. Кај се видело јаболко да зборува? Па ете сега гледаш. Ама, зошто зборуваш? За да те замолам да не ме јадеш. Па ако те оставам така, ке скапиш. Нема. Јас сум јаболко со душа и нема да скапам. Добро, нема да те јадам. И да ме чуваш. За некој случајно да не ме изеде. Или да ме расече. Колку нежни раце имаш. Денес начешма ми премрзнаа. Јас ке те затоплам. Протри ги рацете од мене. Навистина. Ти благодарам, јаболко. Сега можеме да бидеме пријатели. Може. Јас и така немам пријатели. Сама сум. Освен татко. А тој е болен. В постела е. Кај да ја ќе испушти душа? Ме имаш мене. Немој да тагуваш.
колку убави усни имаш. Да ми кажеше некој дека еден ден ќе зборувам со јаболко, немаше да поверувам. И јас да знаев дека ќе паднам во рацете на ваква убава и добра девојка, немаше да поверувам. Јаболко, тука ли си, јаболко? Ништо. Изгледа од премногу умор и прегладнатост вчера ми се причинило дека јаболково ми зборува. Добро утро, Јано. Јаболко, ти ли си? Јас сум јас. Сега само што се разбудив. Па јас не знаев дека јаболката спијат. И тоа како сум се наспал. Добро утро, јаболко. Добро утро. Со кој зборуваш, Мари? Со никој, како да слушав машки глас. И јас. Не, со никој не зборував. Јас така само си подпевнував. Јаболко, јас мислев дека не останале. Па не имаше, ти ги изеде сите. Ама еве, Јана украла некое. Не сум го украла. Не сум го украла, ова е мој јаболко. Твој како па да не. Дај го! Не. Дај. Мој се. Не, како ми се јаде јаболко од изутрина. Така убаво да ме освежи. Јас сакам. Ајде си го поделиме. Немојте, ве молам, немојте. Немојте да го јадете, ве молам. Оти? Оти јаболкото е волшебно. Волшебно јаболко. А Мори, ти си се тргнала од умот, Мори. Волшебно било. Што сте се разлогодакале, Мори? Мамо, најдовме јаболко. Јана го украла. Така! Не сум го украла. Ајде, доста! Излего е надвор да го изменеш дворот. Ајде! Добро ќе одам, ама ве молам, ве проколнувам, не го јадете јаболкото. Абе, доста! Ти ли ќе им кажеш на моите керки што да јадеш, што не? Ајде не таму да изметеш се! Керки мои мили, колку убаво јаболчево. Ленче, мајче, ајде оди донеси едно ноже да си го каснеме јаболчето, ќе си го поделиме, така? Ајде, мајче. Ајде, оди по ноже, мајче. Ај на мајка ти е. Памици, мајки. Сега, мајче, сега. Сега. Јаболко. Прости ми, јаболко. Не успеав да те одбранам. Јано, Јаболко? Ти не си јаболкото? јас сум. Мојата душа беше заробена во јаболкото, а тебе некој те проколнал. Целата среќа да ти биде во едно јаболко. Судено ти било јас да бидам твојата среќа. Што? Како? Така. И затоа мојата душа беше заробена во тоа јаболко. А кога ме расекоа, ме ослободи. Леле, навистина ли? Судено ти било. Јас да видам твојата среќа, а ти мојата. Сакаш ли да ми бидеш невеста? Сакам. Ама да направиме како што е редот. Епа, чичко Димо, кој што е редот, јас дојдов да ја барам раката на Јана. Добро. Еве, имате мој благослов. Сполај ти, татко. Тебе, ќерко, јас тебе нели ти кажав. Се додека не те видам среќна, јас душа нема да испуштам. Ама,
Кога те гледам вака срекна, некако не ми се испушта душа, а? Ти само оздрави, татко. За душа испуштање има време. Така е, туку сакав да ве прашам, кај се најдовте вие вака, како се пронајдовте, а? Оти јас додека бев болен и залегнат, изгледа многу работи сум пропуштил. Па да речеме, Чичко Димо, дека едно јаболко не спои. Јаболко? Јаболко! Волшебното јаболко? Ти реков да не го јадеш? Јас тебе ти реков. Јас ти реков. Јас сакав уште нешто да речам. Кажи, синко. Сега јас ќе ја земам Јана кај мене дома, во мојата куќа. Арно де, Арно? Ама сакаме и ти да дојдеш со нас. Да, татко. Си имам јас невеста, деца. Ја не можам да ја оставам Роза. Можеш, татко. Можеш. Сега кога си вака подобар, можам да те кажам зошто треба да ја оставиш и неа и незините керки. Така ли? Еми, ај, попат ќе ми раскажеш ти мене. Каде попат? И како каде, нели, кај тебе дома ќе ме носите? Ех, не ми се верува каква среќа ме снајде. Среќа од едно јаболко. Некогаш и клетвата може благослов да се стори, ако е човекот арен.